дали тоа ни се допаѓа или не. Но, кога ќе видам дека СДСМ застанува на страната на стечајците, само затоа што тоа им е курентно и вели подобро за живите луѓе, отколку за спомениците, тогаш ме ставате во дилема. Јас од моите пари сакам навистина да имам филхармонија. Можем да разговарам дали ми се допаѓа овој концепт. Но од моите пари не може на тој начин да ги задоволувате потребите кон целните групи кои евентуално ги таргетирате за своја гласачка машина. Значи, вие да излезете денеска со проект Скопје 2014 и да покажете подготвеност да потрошите 200 милиони евра за таа работа, вие само покажувате дека немате елементарно чувство и представа за тоа во каква состојба се наоѓа земјата. Во последните 2 месеци, 3 месеци, значи, направивме 30 на промоции на програмата. Покрај тоа и многу други средби со граѓаните. Вам ќе ви се случи, значи, во Радовиш... Јовановски, но секој од нас бараме нешто што ќе ги задоволи нашите потреби. Тоа се јавните општи добра. Секој сакаме да влеземе во пристоен театар, секој сакаме да имаме убави музеи, да влеземе во филхармонија. Кога би не прашале отворено дали сме подготвени да ги алиментираме грешките на политиките, независно дали биле на СДСМ или на ВМРО ДПМН, многумина од нас ќе изгледат како чудовишта кои не покажуваат социјална солидарност на начин на кој што политиката понекогаш сака да измири како Груевски пред изборите во договорот со стечајците пред владата. Сега вака, значи оваа земја е изградена на принципот на солидарност. И тоа не треба да го заборавиме никогаш. Значи, во оваа земја, луѓе оставиле фамилии, јас имав средба со борците од град Скопје, минатиот пред недела дена, има нешто во тие луѓе, зашто тие луѓе ја добиле војната. Значи, има од внатре, има тие сјај во очите, не се, тие се посебни луѓе. Стари луѓе од 80-90 години, меѓутоа, и вика, не можеме да гледаме како се раштрафува државата, она зашто многу од нашите другари загинале. Оваа држава има солидарност. Сакате здравство, сакате образование, сакате изградени патишта, сакате изградена енергетска инфраструктура. Тоа нашите родители, баби и дедовци, се откажале од тоа, можеби да живеат малку подобро, па сите во еден многу солидарен систем го подметнале грбот и не овозможиле нам сега да тргнеме од многу повисока основа. И сега, во таква ситуација, значи, вие имате солидарноста вградена во ткивото на општеството. Тоа е сериозна тема. Ние треба да речеме, добро, од сега натаму не ни интересира тоа. Не велам така. Велам зошто постојано барате да ги алиментираме грешките на политиките кои што се извршени кон одредени целни групи. Јас мислам вака. Мислам дека никој не може да биде среќен лично, самиот тој, без оглед колку ќе биде богат, ако пред влезот во неговата зграда или куќа и така натаму живее некој кој што живее во картонска кутија. Значи, има еден минимум кој што како општество вие морате да го обезбедите. Значи, се враќам на од пред малку. Во Радовиш станува човек и вика на промоција на програмата. Вика, јас дојувам 1800 денари месечно социјална помош и дома сме тројца. Тоа е денес Македонија 2010. И се прашуваат, како живеат тие луѓе со 1800 денари? Што јадат тие луѓе? Сметка некоја плаќаат, тој човек има чоколадо да му купи на внучето ако го има? И во такви околности вие зборувате за Скопје 2014 и спремни сте да потрошите 200 милиони. Музеот на ВМРО, восочни фигури. Каде се наоѓаме ние? Кој домаќин тоа ќе го направи? Дали некој дома од двајца вработени, кој ден остане без работа, живеат од една плата, ќе направат нешто, ќе купат нешто, не знам колку скапо дома. Не ќе речат да го поминеме ова, кој ќе дојдат по добрите времиња, ќе го направиме тоа. Ако социјалдемократските влади во различни периоди робуваа, би рекла, различни догми, Црвенковски имаше еден проблем.
наследи ужасна состојба со државните резерви на начин на кој што и Клюсев наследи држава. За него беше приоритет над сите приоритети да издида малку повеќе милиони во евра во државните резерви. Потоа развивме неверојатен култ кон одбраната на македонскиот денар. Делумно беше жртва македонскиот извоз или македонското извозно стопанство. За потоа во следната фаза, особено таа од 2002, култно да биде поставена идејата дека Македонија ќе се држи до можноста едва и 0,2 или 0,3 буџетски дефицит, тоа е многу важно да бидете спастрен домакин кој ќе потроши толку колку што може да прибере од даночните обврзници. Оваа влада го трга тоа настрана и вели за развој е добро да се движиме некаде околу 3 во буџетската дупка. И сега во критиката на првиот економист во СДСМ не е нападот да се вратиме на 0,3 од нашите добри бројки, туку вие велите позначајно, еве да се обидеме да издржиме таква буџетска дупка, која ќе ја покриваме со еврообврзница, со домашни задолжувања, но поважниот одговор ако го немаме, зашто ќе ги потрошиме парите во кои правиме дупка, денеска е невозможно да разговараме за тие математики. Чудоневидувачки е дека македонците секоја вечер на телевизија гледаат расфрлање во неверојатни милиони и тоа не ги збунува толку многу во чувството дека работите се тргнати сосема низ брда. Ма тие, знаете кога ќе дојде моментот да веќе тој сон дека вие можете да живеете подобро, без вие самите да бидете подобри, туку така некој со магично стапче ви го прави животот подобар, тогаш кога ќе почне магијата да ја снемува, вие повторно ќе се судрите со реалноста. И тој момент ќе дојде, кога тогаш ќе дојде, бидејќи ова не е одржливо. Мислам, ќе се сетат некои од гледачите. 1975-1980 година. Тоа се оние последни 5 години пред тогашниот председател Тито да почине. Тоа беше во Југославија невидено време. Одеднаш беше тоа луксус. Стопанска реформа, па потоа... Не, ама едноставно луѓето живеа онака како што можеби во Грција живеа пред 2 или 3 години. Значи многу повеќе од онака што требале да го имаат. Меѓутоа, цената дојде после. Тој живот беше затоа што Југославија се задолжуваше и после тоа некој требаше да го врати. На крајот некој сметката ќе мора да ја плати. Околу она со големината на буџетската дупка. Вие можете да имате 2 фирми, да заборавиме сега дека буџетот, дека државата. Имате 2 фирми. Едната се задолжува со многу голем износ, милионски износ во евра, меѓутоа купува технологија, така, ко подобрува производството, произведува повеќе, попрофитабилна и ќе го врати таа кредитот. Друга фирма се задолжува малку, ама сите пари ги троши на плати на вработените. Таа ќе има проблем да го врати кредитот, иако многу помалку се задолжила. Таа е логиката со буџетскиот дефицит. Не е проблемот да го направите. Вие направете го буџетскиот дефицит и речете, тоа го пишуваме ние во решение за Македонија. И вие пред да се задолжите, вие мора да знаете зашто се задолжувате, кој е проектот, кој ќе биде носител на проектот, во кој рок ќе биде направен и колку чини проектот. И секоја фаза како ќе се покрива финансиски. Тогаш ќе одите и полесно ќе позајмите во странство, точно ќе имате онаква сметка како тоа ќе го трошите и на крајот и проектот ќе го направите и парите ќе ги вратите, вие домакински сте постапиле. Сега имате ситуација. Државата позајмува 3,5 годишна еврообврзница, која капитална инвестиција ќе направите за 3,5 години, за да ви ги врати парите, да ги вратите тие 175 милиони евра колку што еврообврзницата